Контејнерите во Гостивар наскоро ќе ги празни приватна фирма наместо јавното претпријатие Комуналец. Исто ќе биде и со транспортот на отпадот од градот до депонија. Управниот одбор на Гостиварски Комуналец реши да ги даде овие дејности под концесија. Општинскиот совет на денешната седница ја изгласа одлуката. Ова значи дека започнувањето на постапка за доделување на концесија за собирање и депонирање на комунален отпад од домаќинства, фирми и институции е одобрено. Директорот на Комуналец Исак Лазами образложи дека ваква мерка се презема за поголема ефикасност во собирањето и носењето на сметот и да се одговори на потребите кои ги наметнува регионалното менаџирање со отпадот во Полошко. Промени во цените што граѓаните ги плаќаат за комунални услуги нема да има, затоа што тие се регулираат со закон, нагласи Лазами. Тоа политика што сега го има претпријатието, истата политика според договорот што ќе биде меѓу ние, значи како општина Гостивар и концесионерот, значи тие ќе важат и за концесионер. Нема да има импликации во врска со цената. Концесионерот ќе си го превземе. Значи цените законски се регулираат. Значи нема тука за површините со метар квадрат. И плюс има друга алтернатива и со континери. Значи тие ќе се договорат исто како што ние се договориме според тие принципи и според тие стандарди што се предвидени законски. Според објаснувањето на директорот, сите вработени во актуелната единица на Комуналец Хигиена ќе преминат во фирмата која ќе биде избрана како концесионер. Операторот ќе има обврска и да го освежи возниот парк, како и да поднови над 300 контејнери за ѓубре. На Гостиварското подрачје се создаваат околу 17.200 тони отпад на годишно ниво, што е околу 47 тони дневно. Најголемиот дел од ѓубрето, или 61%, отпаѓа на органски отпад, 8% се хартија и картон, исто толку градежен шут, 7% пластика, 4% метали и друго.